Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Познатиот северно-македонски министер за понадвор Бујарче звани Икебана, моја мала сад е у Јапану. Тој Бујарче звани Икебана не советува да не сме купувале бензин на пумпите на Лукоил, затоа што со тоа сме ја финансирале руската воена машинерија, а бе оној дронот бе го финансираме бе, а не тоа мандалото на Ронџенеми. Ја мајката, како дојде до вакиов заклучок бе, Бујар? Галиба двојазично дојде до овој гениален заклучок. А во 2001 година, кога купуев моркови и крастајци од Кујтим од Кондово онде на зелено пазарче, веројатно Бујар купуев и по еден метак за еколозите од Шара на чело со Али Ахмети, а? Менторот твој бе, Бујарче, а? Ајде моркови, ајде крастајци со секој купен морков донирате по еден метак за Али и 40 екологисти кои што се во шумата. Може би денеска го дониравте токму вашиот куршум, а? Што е наменет токму за вас. Тенгере! А може би не, може би тоа никогаш не се знае. Животот е руски рулет, драги мои. Да. Руски рулет, а не украински. Видите, немај да се со мандало на Ронџенеми. А ја да го прашам Бујарче, Бейзинче, кога купуваме на Пластичарска улица без фискални, кого го финансираме тогаш бе, Бујар? Кина ја финансира, ракетниот програм на Кина го финансираме бе, Бујар, а? Кого на Пентагон биолошките лаборатории у Украина сигурно не ги финансираме според тебе. Ама Кина ја финансираме, Кина. Да. Кога пиеме кафе во Тетово, Струја, Кичево или Гостивар, а не ни даваат фискална, кого го финансираме бе, Бујар? А? Бразил го финансираме? А? Бело Хоризонте, ФК Бело Хоризонте? А? Или ФК Ботафого? А? Пошто кафето нели од Бразил доаѓа? Кога цело Арачиново не плаќа данок, кого го финансираме бе, Бујар? Светската банка? Ајде, немој ти мене тука мандалото на Ронџенеми. Немојте мопс, како ти кажам. После со тие дупли камати нели го покриваат данокот на пилотиве, а ние другите што сме ние другиве, а летечки овци, а кои го враќаме со генерации, а кога кондовци не плаќаат струја, кого го финансираме бе, Бујар? Веројатно Туле, овој Тотал електричарот на Зоќа роднинава овој, а? Или кого го финансираме? Кочо струја? Или син му на Муса, оној Муса, а? Или оној бројачот за пари на бирото на Али? Да врти нешто бе, греота е таква германска машина да седи така без работа, сува, мислам, без евра, без долари на сува, да не се врти на сува бе, жаба на сува, не крека бе, ало! Или кога од некое министерство ќе ни кажат соодветни рамковни кадри да донесеме фактура, ама робата не мора да ја носиме, ќе ни ја платат и после да донесеме кај типот 50% кеш, тогаш кого финансираме? А? Па себе. А? Кај пари 50%, кај цела роба дома да си ја продаеш на црно, а бе, супер бе, зелен бизнис бе, нема проблем бе. Мандала на Ронџенеми. Бе, Бујар, битно е ти да си коректен со своите газди. Знаеш како викаат сега во народот? Со онаа квази држава владее дипшит и плитки мозоци. Ако знаеме кој е дипшит, веројатно треба да погодиме кои се тие плитки сервилни мозоци кои владеат. Не очекуваме ти да ги штитиш македонските интереси. Ти со своите постапки досега 1000 пати покажа дека подраги ти се албанските и косовските интереси, а после тоа бугарските интереси да кажеме. За жал, од таму не зимаш плата, ама па ти не живееш од плата бе, ја глуп, мислам како може да кажам дека ти живееш од плата. Ти не живееш од плата бе. Ти си уште ставени да преговараш за македонскиот идентитет и за јазикот со бугарите. Ама во Апсурдистан и тоа ни е малку, да ти каже тебе нешто преку тасецки.
Се ти што ќе препорачаш народот обратно ќе направи. Тебе ни албанците не ти веруваат. Бе. Слушај што ќе ти кажам бе. Секој ден ми го кажуваат тоа, посебно од моментот кога на списокот за нова влада имаше 67 пратеници подпишани, а вие зелените од ДУИ заедно со вашите ментори од кадето успеавте да го дотерате до 59 со познатиот трик на Дейвид Коперфилд кога исчезнува пратеник на 2-3 дена и одеднаш се појавува нели као телепортиран од Стар Трек онака. Демократски и европски бе, топ сте бе така за исчезнување и појавување на пратеници бе. Ова го знаат сите честни албанци бе Бујар. И да ти кажам уште нешто, да го сакаше Украина толку Косово досега ќе го признаеше. А? Бујар, мислам дека врска немаш ти од надворешна политика. Слушај, ај чао, отидов да си ставам бензинче кај Лукоил и да си пијам нели кафенце руско, одлично. Имам далото на рончење. Државата, тоа е ДУИ. Ова на сите треба да ни е јасно. Таче е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ми ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега ДУИ со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџа и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте бе! Абе, ќурка кога ве води и не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си? А? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански така? Епа Путин не е дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бајлека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го ова на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш. Ви тврдам, од тврдо да не станете.